Очекувам следната недела да се формира влада меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тоа ќе биде од голема корист пред се за партијата од албанскиот политички блок, бидејќи тие изминативе години бара владите да бидат составувани од победничките партии. Ако тоа не се случи, веќе никој во иднина нема да има обврска кон никого, вели политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Според него апелот на албанските интелектуалци кои му сугерираат на ДУИ да не коалицира со ВМРО ДПМН е повеќе од корист за СДСМ отколку за ДУИ. Некои од неговите потписници, како што вели Даштевски, се декларираат како блиски до СДСМ или биле дел од владите кога оваа партија владеела. Тие интелектуалци секогаш биле поблиски до СДСМ, а се представуваат како дека сакаат нешто да им помогнат на албанците. Тие се спремни да ги жртвуваат интересите на албанците само за да му помогнат на СДСМ. Меѓутоа сметам дека ќе се најде доволно зрелост, ќе се најде доволно волја да се направи една влада која ќе продолжи да ги остварува реалните политики кои се потребни на Република Македонија, а не да биде нешто вештачко. Според Джевдет Хайредини, Исмет Рамадани, Насер Зибери, Мерсел Билјали, Вулнет Ахмети и Алберт Муслиу, кои се меѓу албанските интелектуалци потпишани на апелот. ДУИ не треба да гледа коалицијски партнер во ВМРО ДПМН, иако за оваа партија на изборите гласаа 455.000 граѓани. Сепак дел од нив во 2014-та не размислуваа на ист начин во ситуација кога ВМРО ДПМН беше во позиција комотно да го избере партнерот од албанскиот политички блок, бидејќи имаше мнозинство во парламентот. Овие представници на албанската заедница сметаа дека мора да се почитува волјата на мнозинството гласачи албанци и ВМРО ДПМН да коалицира со ДУИ. Дека е неприродно да се создава парламентарно мнозинство без партијата која што го има мнозинството на албанските гласачи и мандатите во парламентот. Може да се случи доколку не повикувањето на ДУИ кој што доби најголем број на изборите може да донесе до федерализација на државата. Значи албанците дале поддршка на една партија и таа не влегува во власт и тогаш тоа ги остава албанците без инструментите, политичките инструменти. Значи преку политиката нивниот глас не може да се артикулира и тогаш тие треба да излезат во планина. Единствен кој остана на ставот од 2014-та е Абдулменав Беџити, кој смета дека коалицијата треба да биде направена од победничките партии во македонскиот и албанскиот политички блок. Наспроти ваквите ставови на дел од албанските интелектуалци, собственикот на еден од најпознатите косовски портали Газета Експрес, Берат Бужала, му препорача на Ахмети да коалицира со Груевски. Лидерот на ВМРО ДПМН пак во интервјуто за Дневник изјави дека ако бидат изневерени од ДУИ, ќе се вратат најмалку во 2 мандати и во иднина нема да имаат никаква обврска кон нив.